Инфомак, што мислите кога ќе биде излезноста? Гледате, ова е сценарио со цел да се намали, што повеќе да се намали излезноста. А мала излезност секогаш у корист на Мала власт. излезност секогаш е у корист на власта, да. Голема излезност секогаш е на У корист проблем. на опозиција. Проблем за власта. Па не мора да значи да е у корист на опозицијата, ама е проблем за власт. Ова е обид да се стави, да се истероризира вака општеството. Седете дома, чутете си, гледате што се случува и така натака. Тероризирање на општеството. Ова е тоа сценарио. На кого му одговара таков сценарио? На опозиција не. На опозиција и одговара сценарио сите на улица. На власта не ја одговара. На власти одговара седете дома, се пука по улица. Се ова е во директна спротивност со тврдењето на Мицкоски и на Панчо Тошковски дека улиците сега се безбедни, дека мајките може да шетаат безбедно после полноќ по улица, дека се намалиле наводно убиствата, насилствата и така натака. Ова е во директна спротивност со тие изјави. И уште еднаш ви покажува дека они лажат. Лажат и кога викаат дека они намалиле нешто, сработиле. Не сработиле. Еве гледате, кога има овакви работи. За 40 дена, само во периметар од 200 метра, во аеродром има запалено на паркинзи 40 возила. Во Кисела вода има запалено 2-30. На Пандов куќата му е запалено. Се палат возила во сите градови. И оној автосервисот што го запалија. Таму има 2 милиона може оштета човек. Ова вакви сценарија не одговараат на ниедна позиција. Ова одговара само на власт.